Добро вечер, Скопје. Јас сум Танасовски Ѓоко од Охрид. Најпрво сакам да ве поздравам во името на охридските хулигани. Нема правда, нема тим! Нема правда, нема тим! Нема правда, нема тим! Нема правда, нема тим! Сакам да ги поздравам и нашите соборци кои денеска се ослободија од камчите на овој ненароден режим. Драги пријатели и соборци, 2 месеци заедно неуморно чекориме, гордо и достоинствено, барајќи слобода, правда и демократија. Во изминатите месеци извојувавме многу битки против овој ненароден режим. Во месеците што предстојат не чекаат нови битки и многобројни предизвици. Заедно успеавме да ги спречиме криминалните избори на 5 јуни. Им го распукавме бетонот. Аболицијата на така наречениот председател кој работи по директива на злосторничкото здружение од ДПМНЕ целосно е повлечена. Се обиде да ги аболицира извршителите за да ги спаси нарачателите на криминални и срамни дела. Но не му успеа, ние не му дозволивме. Мафија секој кој го прекршил законот ке мора да одговара, бидејќи сите сме еднакви пред законот. Мафијата ке мора да оди на робија. Мафија на робија, мафија на робија. Мафија на робија, мафија на робија. Овој режим се темели на лаги, сеење на страв и популизам. Но времето на страв и злоупотреби заврши. На протестите на 6 јуни, на годишнината од срамното убиство на Мартин Нешковски, не пречекаја со кордони и полиција. Но не сопреа, не можам да не сопрам. Борбата за правда и слобода нема да застане, независно од тоа што ти е права. Протестираме против злоупотребите на институциите, против безсрамните манипулации и кражби на избори во изминатите 10 години. Протестираме против нивните политики кои единствено што успеа е да избркаат над 500.000 граѓани од Македонија. Но и тоа не им е доста. Сакаат да не уништат и тие што останавме. Само зашто осмислиме слободоумно и поинаку од нив. Фингираа конфликти. Преку наводни инвестиции крадеа милиони. Ги руинира и корумпираја институциите. Ги заробија медиумите. Го сиромашија народот за да можат да го манипулираат на избори. Списокот на нивните злодела на вистина е многу долг. А абсурдите на режимот од ден на ден се се побесрамни и поголеми. Овој режим, кој 10 години немилосрдно ја уништила Македонија, си го гледа својот крај и затоа се вака непредвидливи. Упорно режимот ДПМНЕ ДУИ се обидува да ја турне Македонија во погубно сценарио. Демократска Македонија тоа нема да го дозволи. Ние нема тоа да го дозволиме. Никој нема право да ја држи мината на Македонија во заложништво. Во Македонија ќе мора да се врати слободата, демократијата, владењето на правото и европските вредности.
Тоа е можно единствено со формирање на влада која ќе обезбеди услови за одржување на фер, демократски и кредибилни избори. Само со целосно прочистување на избирачкиот список, реформи во медиумите и одвојување на партијата од државата можни се регуларни избори. Затоа денес на оваа режимска власт си порачуваме. Вистината е на наша страна. Правдата е на наша страна. Знаеме, борбата нема да е нимало лесна, а познавајќи ги нив, нема да е ни праведна. Но ние сме решени до крај да се бориме и да се избориме за таа вистина. Бараме Уставниот суд да ја потврди уставноста на законот за специјалното јавно обвинителство. Правдата и борбата против криминалот и корупцијата не смеат веќе да бидат позакана. За правда не преговараме. Време е власта да се врати во рацете на граѓаните. Ке имат правда, ке имат мир. Македонија ќе победи. Да живее Македонија!